Понеделник, 7 јуни и време е за нов спортски преглед на КМ телевизија. Спортски преглед еден ден пред заминување на македонската фудбалска експедиција на историскиот дебютантски настап на европските шампионати. Почнуваме во Букурешт на 13 и на 17 играме таму со Австрија па со Украина и на 21 се селиме во Амстердам, каде ќе го одиграме последниот надпревар од групната фаза против Холандија, но се надевам не и последниот надпревар на ова европско првенство. Знате, кои се твоите очекувања како обичен гледач, како навивач од настапот на македонската фудбалска репрезентација на европското првенство? Се исполни сонот наше детство. Радост, еуфорија. Очекувањата се како и досега. Фудбалерите да дадат се од себе, ние да ги бодриме на прав начин и да имаме малку среќа. Се друго веројатно ќе си дојде само по себе. Навикнати сме во изминатите неколку години репрезентацијата да игра на високо ниво со квалитетни репрезентации, да остварува значајни резултати. Шлагот на тортата ни дојде на 12 ноември во Тбилиси во Грузија, кога го славевме пласманот на европското првенство и сега одиме да се надигруваме против најдобрите во Европа. Фокусот на целата јавност ќе биде насочена можеби кон Македонија, помалку веројатно кон другите репрезентации, затоа што сме дебитанти и најсентиментално ќе гледаат врз нас, но ова е нова, одлична, прекрасна прилика и за репрезентативците да го докажат својот квалитет и да не навикнат на нови големи надпреварувања во иднина. Официјално Фудбалската федерација на Македонија што очекува од настапот? Јас како спортист знам да кажам, ако не планирам да победам, воопшто нема и да излезам на терен. Меѓутоа, кои се очекувањата на Фудбалската федерација на Македонија? Дали самиот пласман на европското првенство е успех сам по себе или може да се надеваме дека ќе поминеме барем групата? Во стратегијата на Фудбалската федерација на Македонија една од битните точки во претходната стратегија беше пласман на големо надпреварување. И тоа токму на Европското првенство 2020. Тоа го исполнивме. Значајна цел која што никогаш во историјата на ФФМ тоа не се случило. Не зборуваме за младинската репрезентација до 21 година. Од тука самиот пласман е успех. Не мислиме дека треба да создаваме дополнителен притисок врз било кој во однос на резултатите, затоа што знаеме каде одиме, против кого играме. Тој притисок веројатно е подобро да го чувствуваат Украина, Австрија или Холандија. Знаеме на кој начин заминавме во Дуисбург против Германија, знаеме како се вративме. Јас се надевам дека сплотено ќе можеме да ги пречекаме фудбалерите по крајот на европското првенство во нашата држава, во главниот град, во градовите низ Македонија, за да се слави и играта, дај Божи резултатот. Ако во тоа успееме, тогаш сите ќе бидат и радосни и среќни, ќе имаме причина за дополнителни цели кои што ќе се поставуваат во иднина. Кажав во најавата дека утре експедицијата оди за Букурешт, тој долго очекуван 8 јуни кога македонската фудбалска репрезентација ќе замине во тренинг кампот во Букурешт. Кои се деталите? Колку луѓе одат во репрезентацијата? Колку време ќе се остане во Букурешт и кога одиме за Амстердам? Најпрви заминува репрезентацијата заедно со луѓето кои се задолжени за логистиката околу националниот тим. Првиот чартер лет е утре. Фудбалерите, стручниот штаб и мал дел од луѓето задолжени за организација на надпреварите и европското првенство од Фудбалската федерација на Македонија заминуваат во Букурешт. Таму е нашата тренинг база на прекрасниот тренинг центар на Стеауа Букурешт. Надпреварот е на 13 против Австрија, 17 рековте против Украина и последниот на 21 против во Амстердам против Холандија. 2 дена пред тоа заминуваме за Холандија во Амстердам, а базата на македонската репрезентација и во случај, дај Боже да се класираме во следната фаза, ќе остане Букурешт и тренинг центарот на Стеауа Букурешт. Во зависност од тоа кој ќе биде евентуалниот противник, сега ова е се теорија, меѓутоа на тој начин мора и да се грижиме, затоа што знаеме дека сме зависни од визен режим во Велика Британија, можно е Лондон, можно е Глазгов и така натаму, меѓутоа за тоа потоа дај Боже прво да ги поминеме трите надпревари на начин на кој што сите сакаме и посакуваме. Колку навивачи ќе патуваат во Букурешт првично? Фудбалската федерација на Македонија организираше
превоз и билети за околу 200 навивачи кои организирано ќе патуваат да ја бодрат македонската репрезентација. Вкупната бројка на наши фанови во Букурешт веројатно ќе биде нешто над 2000. 2000 билети доби Фудбалската федерација на Македонија, меѓутоа мора да се напомене дека повеќе од 1/3 одат за семејствата на фудбалерите од прва и втора категорија на стадионот во Букурешт, на националната арена. Сите други билети кои што ги имавме, ги ставивме на располагање за навивачите, им дадовме можност да ги купат, меѓутоа практично беше невозможно да се задоволат сите барања. Имаше повеќе од 15.000 апликации, а помалку од 1000 влезници. Тоа значи дека процентуално многу мал број фанови од Македонија можевме да ги задоволиме на тој начин. Меѓутоа, тоа е ситуација во услови на пандемија и ограничување и претпоставувам дека е исто и во Украина и во Австрија и за сите други репрезентации кои очекуваат поддршка од своите фанови. Имаше многу коментари на социјалните мрежи токму за билетите. Претпоставувам од оние кои што не успеа да дојдат првично до кодови за да набават билети, а потоа некој имаше дел што набавија кодови, меѓутоа билетите веќе беа продадени. Дали беше се транспарентно? Да, доколку добиете код, невозможно е да не купите билет, затоа што тоа е првиот услов за да влезете во системот на УЕФА и да се обидете да го платите за да добиете влезница за надпреварот. Реков, екстремно ограничен број на билети, екстремно голема побарувачка од наша страна. Ние и претходно рековме дека приоритет ќе имаат здравствените работници, бидејќи тоа беше одлука на управен одбор на Фудбалска федерација на Македонија. Дел од здравствените работници кои што аплицираа ги добија своите билети, дел се распределени на фудбалското семејство, лица кои што се во навистина директна врска со фудбалот во нашата држава и реков за навивачите кои организирано ќе патуваат во Букурешт. Нашите гледачи сигурно ќе ги интересира со какви дресови ќе играе македонската фудбалска репрезентација на Евро. На Евро ќе одиме со дресот со сонцето, со актуелните гарнитури од дресовите. Ја знаеме целата ситуација околу промоцијата на новите дресови, го знаете ставот на Фудбалската федерација во однос на тоа. Ние едноставно мораме да го почитуваме гласот на навивачите. Тој беше до тој степен гласен за да немаме избор освен да го прифатиме и да понудиме поинакво решение, односно да одиме со дресовите кои што веројатно предизвикуваат најмногу чувства и емоции кај фудбалерите и кај навивачите. Веројатно тоа е еден од дресовите многу ретки во Европа кои што го презентираат и националниот символ на државата. Хрватите нели го ја имаат шаховницата, ние го имаме сонцето и навистина убаво од Фудбалската федерација на Македонија што им излезе во пресет и на навивачите, верувам и на фудбалерите. Меѓутоа сакам да те прашам, го видовме тоа видео со реакциите на играчите од промоцијата на дресовите. Дали тие беа задоволни од новиот дрес на Јако или го побараа стариот? Беа задоволни првично, бидејќи на тој начин реагираа. Стефан Ристовски, например, изјави преубав. Знаете, сакавме и преку нашиот национален символ балканскиот рис да ја истакнеме таа карактеристика и да ја отсликува и оваа репрезентација, острина, јачина, координираност и од таа намера се решивме за поинаков дрес, поинаков символ кој исто така не отсликува нас. Меѓутоа на крајот се покажа дека е можеби решение кое што не е во прав момент и во однос на бојата и во однос на апликацијата, ама мора да се напомене дека на крај промена на дресови бара и фудбалерите и ние се обидовме да го исполниме тоа барање. Здравје Боже, ќе чекаме некоја следна прилика и веројатно директно ќе се вклучат и навивачите и јавноста во изборот на новиот национален дрес на Македонија. Веројатно ќе понудени повеќе опции, па можеби некоја онлайн анкета да има. Па тоа е веројатно најдоброто решение. Знаете, на Европското првенство сите ќе навиваме за Македонија, тоа е јасно. Меѓутоа, освен Македонија, кој е твојот фаворит или за која репрезентација мислиш дека може да стигне до финалето па и да го освои ова Европско првенство? Од секогаш мој фаворит била Италија на големите надпреварувања. Сега имаат релативно млад состав со Роберто Манчини како предводник. Франција има многу силна репрезентација. Со Карим Бензема во нападот, таа линија сега е многу
не знам, посилна и на хартија и на терен, и во пракса. Од тука мислам дека Франција одново ќе има и светска и европска титула во своите витрини, затоа што вака, гледајќи го составот на французите, си велиш тоа е тоа, за да бидеш европски првак. Злате, уште еднаш ти благодарам за гостувањето во спортски преглед на КМ телевизија. Ви посакувам многу успех и на репрезентацијата, но и вие кои што ќе бидете во делегацијата, достојно да ја представите Македонија на Европското првенство. Ви благодарам за целата поддршка која што ја давате на секаков начин, не само кога е во прашање репрезентацијата на Македонија, туку и воопшто надпреварите од македонското фудбалско првенство, сите случувања кои што се поврзани со инфраструктурата и со работата со академиите и младинските категории, и ете, да се видиме повторно по крајот на Европското првенство и да зборуваме за убави работи кои наистина не прават радост. Ти благодарам за тоа. Ми беше драго. Тоа беше денешниот спортски преглед. Имавме разговор со портпаролот на Фудбалската федерација на Македонија Златко Антоновски. Ви останете да гледате КМ телевизија. Во четврток продолжуваме со спортски преглед, кога гостин ќе ни биде поранешниот македонски репрезентативец Славчо Георгиевски Тупан, со кого ќе го анализираме Европското првенство на само еден ден пред официјалното започнување. Довидување и се гледаме повторно во четврток.